Беше тоа во далечната 1992 година. Таа година солзите во рајот на Клептон освоја Греми за песна на годината. На Оскарите триумфираше кога јагнињата ке стивнат. Таа година Барселона се искачи на врвот на фудбалска Европа. Таа 1992 година започна нашата приказна. Од тогаш, во светот во кој луѓето ги гледаат работите кои постојат и се прашуваат зошто, ние ги сонуваме работите кои никогаш не биле и прашуваме зошто да не. Денес, Супер радио ги грее срцата на илјадниците покореници на добриот звук 24 часа на ден, 365 дена во годината. И главата горе. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. По неколку месеци пробен период, на 7 ноември 1992 година, започна една скромна приказна. Се роди веднаш по самостојувањето на Република Македонија. Со неа растеше и се развиваше. Со неа ги помина сите детски болести. Со неа стигна до 25-та година од постоењето. Како го доживувате вие Супер радио? Јас сум Томе Џамтовски. Официјално Супер радио започна со работа на 7 ноември 1992 година. Вие бевте дел од баш од тој момент. Јас бев дел од пред прапочетокот на Супер радио, значи формирањето на тоа радио, дел од таа 4 члена екипа. И за моја голема радост бев дел од почетокот, говорниот дел на Супер радио. Значи, на 7 ноември официјален почеток, меѓутоа Супер радио почна да зрачи и да создава емисии, да има говорен дел, нели, на 31 октомври. Значи, во 7:00 часот ми припада таа чест мене да речам добро утро, ви зборува Супер радио, или веќе не знам што кажав на почетокот. Нова фреквенција, ново приватно, независно радио и така натаму, и еве стигнеме до овие 25 години на вашиот јубилеј, кој требаше најнапред да ви го честитам, еве сега ви честитам јубилеј, нека бидат и 50. И уште една работа поврзана со Супер радио и моите почетоци таму, значи почетокот е на 31 октомври, првиот пренос, значи првиот фудбалски пренос, спортски пренос, беше токму на Супер радио. Не можете да ме фатите сега за датумот точно на сета, меѓутоа знам дека беше во тек на месец ноември 1992 година. Импровизирано, тогаш линкот беше привилегија само на македонското радио, македонската телевизија. Импровизирано, немаше ни мобилни телефони. Туку оние бежичани телефони кои имаат досег до негде 15 метри, вршевме пренос на спортски направа помеѓу фудбалскиот клуб Охрид и уште еден тим од Источна Македонија, не можам сега да се сетам моментов. Знам дека, значи, тие два моменти се многу битни. 31 октомври е почетокот, со музика, со говорен дел, а некаде во текот на ноември месец, тоа можете да го проверите од датотека, е првиот спортски пренос. Значи, тоа ме врзува и целата таа година од моето работење во Супер радио. Значи, убави спомени. Многу ми е мило што денес себе вака сите генерации ги помелени Супер радио се тука и како што реков се надевам дека ќе доживеете и 50 години. Ви благодарам. Јас сум Стефан Димовски и задоволство ми е што повторно сум на брановата должина на радио Супер радио и што еве после 25 години имам повторно задоволство да сум пред микрофоните ваши. Ви го честитам овој јубилеј и ви посакувам уште многу други јубилеи, многу успеси понатаму. Супер радио го доживувам онака како што го доживеав од првиот момент кога застанав пред микрофоните на Супер радио. Возбудливо, несекојдневно, предизвикувачки, интересно, забавно и оттука како новинар и би рекол еден од првите гласови на Супер радио кажав дека Супер радио е вашето радио, радио кое што ве забавува, рекреира, информира.
Во кој период бевте дел од Супер радио? Какви беа вашите ангажмани тогаш таму? Практично јас бев во Супер радио уште од самиот почеток, уште од онај момент кога еден, сега да речем, еден радиокасетофон емитувавме пробна програма, и кога воедно го поставувавме тогашниот столб на Супер радио на кровот на Охридска банка. Се сеќавам, беше едно врнежливо време со грмотевици, а ние сите ентузијасти го стававме столбот и едноставно чекавме во секој момент да почнеме да заврши таа експериментална програма и да почнеме со редовна програма. Владееше голем ентузијазам, една голема љубов, една голема посветеност, пожртвуваност во секој сегмент од нашето обстојување и дишење, би рекол, со самата градба на Супер радио, и мислам дека радиото како прво приватно радио во тоа време воопшто во овај дел од Република Македонија ги оправда очекувањата на слушателите. Значи ние понудивме една необична програма, несекојдневна и така натаму. Полн погодок. Ви благодарам многу. Благодарам и се најдобро за вас како екипа и секако поздрав до слушателите. Јас сум Свечле. Не сум најфотогенична пред камера, ама некој ми кажа дека имам супер глас и во 2002 и се приклучив на екипата на Супер радио. Да си дел од екипата на Супер радио значело стално да си најкул во друштво и стално да знаеш што е најдобра музика. На моите пријатели од Супер радио им го честитам 25-тиот роден ден и им посакувам уште многу години исполнети со најубавите звуци. Поздрав од Берлин! Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид. Со огромното искуство стекнато низ годините, константното техничко и кадровско усовршување и унапредување, успеавме да се избориме, да ја заслужиме и да ја задржиме вашата доверба и да прераснеме во еден респектабилен медиум, кој секојдневно се обидува да ја представи реалната слика за случувањата во Охрид до своите слушатели, паралелно да забавува, едуцира и да информира. Како го доживувате вие Супер радио? Најпрво здраво на сите, јас сум Дарко Марковски, иначе во радио познат како Дамар. Радио го доживувам како едно големо семејство во кое што луѓе доаѓаат и заминуваат, меѓутоа секогаш остануваат дел од Супер радио и секогаш се со Супер радио, без разлика дали се тука или не. Во кој период бевте дел од Супер радио? Со Супер радио сум, можам да кажам, скоро од самиот почеток на Супер радио, со тоа што долго време бев задолжен само за техничка поддршка кога ќе се расипеа компјутерите, а од 2005 година, не знам зошто, ама посакав и јас да застанам зад микрофоните, од 2005 до 2007 година ја водев емисијата Дамар. Сакам да му посакам на Супер радио и на сите оние кои што биле и кои што ќе бидат во Супер радио, кои денеска се, да им посакам многу среќа, многу успех, уште многу вакви 25-ки да се множат и се гледаме на 100 годишнината. Јас сум Сашо Цикоровски, како го доживам? Како твое, мое, наше, Охридско и пошироко се разбира. Во кој период бевте дел од Супер радио и како беше вашиот ангажман таму? Па, речи си од самите почетоци, па имав една пауза, па пак продолживме, нешто повеќе од 10 години бев дел од Супер радио. Ќе не навратите на каква програма водевте? Ноќна програма, Близнак шоу. И едни добри 6 години заедно со Сашо Митен работевме македонска забавна музика, отие за наше добро, секој викенд. 25 години не се малку, ви посакувам баре 125, за понатаму ќе се договориме, дополнително. Благодарам. Благодарам. 25 години. Честито. Како вчера да беше. Јас сум Златко Дечунски, ме викаа Дойче. Бев
со чест дел од Супер радио на почеток од неколку месеци, а после имав една емисија, ја водев во четврток од 6 сатот до 7, се викаше Let the Music Play. Честитки за годишнината од Виченца, Италија. Чао тути. Салути и да ви се множат. Што и да правите, направете го во ритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. Супер радио во годините постојано растеше во техничка и кадровска смисла. Во моментов, програмата се емитува преку најсовремена предавателна техника на фреквенцијата од 97 МГц на FM скалата, од предавателниот пункт кај Гореничка Чука, од која зарачат најголемиот дел од локалните и националните медиуми во регионот на Охрид и Струга. Од тој пункт, програмата се следи со одличен квалитет на целата територија на општина Охрид, новоконституираните општини, односно општина Струга и сите новоконституирани општини во Струшко, како и делови од Кичево, Ресен и Дебар. Јас сум Зоран Николич, долгогодишен уредник на терминот Ендамот. Супер радио за мене беше извор на добра музика, извор на многу информации, убави радио, емисии и содржини. Би додал само честит јубилеј 25 годишнината и да се множат со децени. Добар ден, јас сум Томислав Бакулевски Бакуле од Пештани. Супер радио ми е секојдневие. Станувам, легнувам, го гледам исто така преку социјалните мрежи. Супер радио е единствено радио на регионов кој е најслушаното, мислам. Во кој период бевте дел од Супер радио? Какви беа вашите ангажмани тогаш? Во раните 90-ти години бев комерцијалиста во радио Супер радио. Тогаш беше прекрасно, имаше дружење, имаше премногу жар, ентузијазам. Работевме за радиото, радиото беше приоритет за нас. Едноставно станувавме, легнувавме со радио Супер, понекогаш ги пишував оние смешни реклами, убави реклами кои допираат до секој глас во Охрид и пошироко. И благодарам многу. Благодарам и на вас. Кога мислам на Супер радио, мислам на дома. Прегорда сум што бев дел од тимот на Супер радио, вие прекрасни луѓе ми ја дадовте основата и ме научивте што значи љубов кон овој медиум. Без Супер радио и целиот тим немаше да бидам ова што сум денес. Пресрекна сум што славиме 25-ка и сигурна сум дека следните 25 и тие што ќе дојдат после нив ќе бидат уште посрекни и уште поубави. Среќен роден ден Супер радио, ве сакам неизмерно. Што и да правите, направете го во ритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. Не мој. Ама... Не. Што и да правите, направете го во ритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. Низ годините, Супер радио ја препозна моќта и многу рано стана дел од интернет мрежата. Првата веб страна на Супер радио е поставена на 25 август 2001 година. Слушателите од целиот свет можат да уживаат во програмата на Супер радио во живо на интернет уште од далечната 2002 година.
Тогаш, на 10 август, точно во 10 часот и 30 минути наутро, првата песна која беше емитувана преку големата мрежа, беше тогаш големиот хит за Mouse T, Fire. Guys, that fire right there, 5 times in a week, 5 times, you know. If you ask me, who's a pyromaniac? Must be a pyromaniac, one person, the same person doing their thing. Guys, stay alert. If you see something unusual going on, like... Well, no need for conversation, no need for word. Let your love electric blue, whatever you prefer. I'm on fire, baby. I'm on fire. I'm on fire, baby. I'm on fire. Stars Spangled Carnival parading on by. Then I met you for the first time, we met eye to eye. Said you don't like the taste of coffee and you sure hate tea, but you could use a shot of whiskey and good company. So what started out as one drink became half a dozen, and you said you were in the mood for some good extra love, and I'm on fire, baby. Yeah, and I'm burning. I'm on fire, baby. Feel me burning. I'm on fire, baby. I'm on fire. I'm on fire, baby. I'm on fire. Јас сум Жармена и го честитам 25-тиот роден ден на Супер Радио. Јас бев дел на Супер Радио во 2003 година, чинам до 2004 и таа година многу добро ја памтам, бидејќи тогаш бев бремена и тоа беше една од најубавите години во мојот живот. Значи Супер Радио секогаш го доживувам позитивно, најубаво. Секогаш дружбата, многу ми се допаѓаше што работата ја мешавме секогаш со дружба, нели не е само чисто работа, самата работа и нели бара секојдневно дружење, екипата беше супер, така да тоа беше, ако една година, ама сладка година, еден од најубавите периоди во мојот живот. Ја благодарам. Како вие го доживувате Супер Радио? Здраво, Александра, јас сум Радио МС Јане и Супер Радио го доживувам груваџиско-фанкерски, исто како што и првиот пат 96-7 година се јавив прв пат во Супер Радио и на моја желба побарав да ми биде пуштена Еропленот Red Hot Chili Peppers. Во кој период бевте дел од Супер Радио? Каков беше вашиот ангажман таму? Да, периодот започна во 2006 година, крајот на 2006 година и веќе од 2 февруари 2007 година започна со водење на ефтините приказни. Сето тоа траеше до 2009 година, така нешто мислам. Супер Радио 25 години бренд во Охридскиот етер, биди кул и грувај со 97 FM. Hey, happy birthday, Super Radio! Славо, Супер Радио, не сум со вас, а ево ви една честитка за јубилеон од Холандија. Happy birthday! Што и да правите, направете го ритам. Супер Радио. 25 години во ритам со Охрид. Live local breaking news. Вестите и другите информации кои ги подготвува бројната екипа може да се проследат и на информативниот портал на станицата www.ohridpress.com.mk кој е посветен на актуелностите од Охрид и Струга. Порталот www.impress.com.mk посветен на најсвежите настани од земјата и светот и секако веб страницата на радиото www.superradio.com.mk на која слушателите преку директен видео линк следат како се создава програмата на радиото. Live local breaking news.
Јас сум Горан Момировски, Супер радио го доживувам како една слободна територија, каде што слободната мисла тече, непрекинато, нецензурирано никого. Простор во кој можат да се спротистават различни идеи и мислења и сето тоа да оди во етер неоптоварено. Во кој период бевте дел од Супер радио и каков беше вашиот ангажман таму? Јас бев дел од Супер радио во период од 2004 до 2008 во информативната редакција, ги уредував и водев вестите на Супер радио 16:16 и кратките блокови. Со тогашната екипа внесовме на свежина во информирањето во Охрид, воопшто можам да кажам, на вестите им дадовме на динамика онака како што личи за едно радио и се разбира внесовме еден немир, позитивен, адреналин и стрес, особено кога требаше да ги правиме утринските вести во 9. Редовно знаевме да задоцниме и се разбира тој стрес и позитивна трема не држеше во текот на целиот ден, се до завршување на главниот блок вести 16:16 и така, секој ден од понеделник до петок. Јас сум Тијана Маленкова, главен и одговорен уредник на регионалната телевизија О2. Како го доживам Супер радио? Па, како може, како најдобри пријатели пред се, како луѓе од кои што сум учела уште од почетоците, значи 23-4 години во новинарството, но верувајте, од секогаш комуникација и соработка токму со Супер радио. Значи го доживувам како најслушано, најуникатно, најубаво, најмодерно, најелитно, се ќе биде со нај. Значи, Супер радио секогаш знае да воведе новини, од Супер радио сите ние сме црпеле идеи, им благодариме многу. Соработуваме и ден денес, ќе соработуваме и во иднина, значи заедно склоп телевизија и радио има ли нешто поубаво? Нема. Токму поради тоа имавме еден заеднички проект кој што беше исто така еден од најгледаните и најсупер проектите кои што ги работевме. Верувам дека ќе ги работиме и во иднина. Ништо, ви посакувам уште многу години успешна работа и се надевам дека ќе соработуваме и во следниве 25, а можеби 50 години. Многу успех ви посакувам. Ви благодарам. Името Супер радио беше причина за која што се вработив токму во оваа радиостаница. После првиот ден на работа сватив зошто е супер. Затоа што тука го имаше најдоброто пријателство, тимска работа и професионализмот се разбира. Иако не сум повеќе таму, јас ви посакувам уште многу години да го славите овај роден ден на Супер радио. Поздрав од вашите. Што и да правите, направете го во ритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. Слушателите на радиото од целиот свет во живо преку аудио и видео го проследија и обидот за уривање на Гинисовиот рекорд за најдолга радиоемисија, кој се одржа од 4 до 7 ноември 2013 година во чест на 20-тиот роден ден на радиото. Да ни се представите и да ни кажете како вие го доживувате Супер радио. Јас сум Жанко Голавовски и Супер радио го доживувам емотивно. Го доживувам како мој втор дом. Некогаш одсутен од тој дом, но секогаш кога се враќам со задоволство. Во кој период од кој период сте дел од Супер радио? Колку време трае авантурата Супер радио во вашиот живот? Авантурата Супер радио трае колку што пишува на мајцава. Затоа што морам да зборувам во множина, затоа што јас и мојот колега Ванчо сме првата контактно забавна емисија на Супер радио. И ние сме првите водители во Охрид на контактно забавна емисија на една приватна радиостаница. Основоположници на она што денес јас го правам. Може? Фино звучи? Точно. Да. Ајде и со другата половина. Нема потреба да те представувам, некако се чувствувам дека нема потреба да те представувам. Не, сам ќе се представам, полнолетен сум, нема проблем. Прашањава се исти. Да, јас сум Ванчо Јовановски, заедно со Жанко Голабовски, сме 25 години на Супер.
Првата емисија се викаше Комши пази музика. Повеќето од нашите слушатели тогаш не беа родени и тогаш работавме со касетофони, значи радиото не е почнато со USB, почнало со тракач, касетофон, грамофон, CD и така натака, да ги поздравам младиви диџеи и малу да се спуштат на земја, многу да не се филмаат. Со Жанко, значи, памтам дека контактот беше еден црвен обичен телефон и кога ќе почневме ние, додуше 5-10 минути пред да почне емисијата, веќе тој си звонеш, имавме доста спонзори, имаше многу награди и нормално така се комуницираше на времето и беше поинтересно. Сега мислам, мене лично, пошто се уште сум со емисија на Супер, ми е глупо да со телефон да контактирам, затоа што е друго време, други можности и така натака. За тоа време, значи на ниво не на Охрид, на ниво на Македонија, беше едно од најслушаните радио емисии. Штета што тогаш со интернетов, мислам, Жанко не може да не слуша цела Македонија и соработивме со доста наши колеги, тога со Викса, со Дарко Мијалковски и така натака, се не можам да се сетам, Жанко е помлад. Да. Гостувавме во Скопски радио, тогаш Скај радио беше едно од најпопуларните во Скопје и споменатите од страна на Ванчо, Викса, Дарко Мијалковски беа не копија, како втора екипа на Комши пази музика, ама во Скопје една испостава. Иначе морам во ова прилика, бидејќи овде во присутните гледам дека не се присутни, да ги поздравам нашите соработници. Значи нашата емисија нема да беше емисија ако ние немавме човек зад микс пултот, а тоа беше Александар Саше Бандиловски, кој сега моментално живее во Америка. А наши не повлечи кога тогаш до Америка, барем на една недела. Да, го заборавме Сашето. Тој е помлаци, памтиш бе, Жанко, помлаци, што е. Јас се надевам дека нема да ве повлечат, што би правеле ние без вас. Исто така не мораме да ги заборавиме, значи Јово Пескиџандарот, Митко Серафимовски и Ирена Ристич, кои ни помагаа во припрема на оние джинглови реклами, затоа што, кажа Ванчо, имавме многу спонзори. Ви благодарам. Јас сум Анита Стрезовска или во времето кога бев дел од Супер радио, Анита Јонческа. Се надевам дека голем дел го препознаваат мојот глас, бидејќи од 98 година за моје големо задоволство беше мојот глас на Супер радио преку джинглови, голем број на реклами и можам да се сетам на еден поголем проект во 2000 година кога читавме голем број на проекти за црквите во нашиот преубав град. Најнапред би сакала да го честитам јубилеот 25 години, дај Боже да се изчекаме и 50 годишнина. Супер радио како да го доживеам, освен како дел од моето секојдневие, бидејќи во Заводот за кардиоваскуларни заболувања во мојата канцеларија, секој утро првиот мој чин е кога ќе го уклучам Супер радио и се разбира уживам со вашите емисии, вашата музика и се разбира сите оние актуелности кои што ги имате на вашите радио. Колку убаво звучи тоа. Во кој период бевте дел од Супер радио? Па јас затоа не можам точно да кажам, негде од 98 натака редовно ме повикуваат да ги снимам рекламните спотови, како и голем број на джинглови на Супер радио. А ето така го спомнав тој проект во 2000 година, кој беше од Советот за радиодифузија, значи тој беше обемен проект за голем број на цркви, значи нивното историско значење, што и како, и тоа беше малкучка потежок период и јас ќе кажам една интересна случка. Во тој период бев бремена на мојот син и имав некои компликации, па не смев да излезам од дома. И барањето на Саше беше: молим те, дојди, тоа е специјално правен проект за твојот глас. Така да тоа беа толку интересни ситуации кои што ево сега се сеќавам на нив. Значи, ќе влезев, ќе читав пола сат, ти Саша ќе дојдеше: да, доста, напи се вода, молим те нешто да не направиме. Така да беше интересно, го немаше она сега
пред една година ме повика повторно еден рекламен спот снимав. Значи мене ми е чудно, вие имате сега многу полесна технологија, значи нема она застани, па треба од почеток. Сега може се да се залепи, но тогаш беше читаш 2 сати, сгреши назад, од почеток повторно, да. Така да, многу ми е мило, многу ми е драго што не заборави Супер радио на мене. Интересно е вака да се погледнат лицата со кои што се дружевме, кои што редовно ги слушавме на Супер радио. Супер радио е дел од нашиот град. Дај Боже да живее уште долго. Му посакувам многу среќа, а вас сила да издржите, да истраете во овие малку турбулентни времиња, но се надевам дека понатака ќе биде се подобро. Ви благодарам и на честитките и на убавите зборови. 25 години Супер радио. Што можам да кажам за тој повод? Освен тоа дека може ќе звучи малце субјективно, ама Супер радио е моја омилена радио уште од самите почетоци, долги години наназад. Се сеќавам уште од времето кога ја започнав мојата музичка кариера. Таму секогаш ги промовирав моите први песни со големо задоволство, затоа што Супер радио секогаш било реномирано радио и многу слушано, покрај тоа што сме одлични другари. Би рекол, секогаш се големи борци за македонската музика, за нејзина промоција и секогаш се отворени кон новитети, кон правење на различни модерни форми, модерни джинглови сме правеле заедно уште од многу порано, а и ден денес. Би рекол, денеска соработуваме на поинаков начин, го продуцирам во моето студио шоуто, радио шоуто на draganbs.coverville, кое оди на оваа фреквенција и тоа го правам со голем мерак затоа што знам на каква публика се обраќаме, публика со истенчен вкус, што знае што е добра содржина. Едноставно би рекол, другари, Супер радио е вистински темплейт како треба да изгледа и звучи едно модерно радио денеска. Среќен роден ден, ви посакувам уште многу долги години успешна работа. Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид. Немој. Ама... Не. Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид. Супер радио денес е препознатливо пред се помодерниот радио израз, актуелната музика, вкусно избрана за постарата и помладата популација слушатели, но и по информативните содржини, што го прават еден од најцитираните медиуми во Западна Македонија. Според сите анкети на Советот за радиодифузија на Република Македонија, сега Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Супер радио е убедливо најдобрата, најслушаната и највлијателната локална радиостаница во Република Македонија. Како го доживувате Супер радио? Супер радио го доживувам како свое. А во кој период бевте дел од Супер радио? Што работевте таму? Во Супер радио бев од 92 година, 92-93. Имавме емисија заедно со Мите. Емисијата не беше Чашитлама програма. Тоаш бевме дел од тимот заедно со Ванчо, Жанко, имаше некои помлади така дечки. Саче Митан, тоаш беа почетоците негови. Што друго? Супер, тоа беше одлично. Како го доживувате Супер радио?
Супер радио го доживувам откровително, бидејќи беше за нас откровение и во општествена смисла беше откровение, меѓутоа и приватно за нас беше откровение во нешто ново, нешто интересно, нешто што навестува, нешто вистински. Во кој период бевте дел од Супер радио? Што работевте таму? Во кој дел? Години помина, ќе мора да се потсетам во кој дел бе... 92-93 веројатно, да, беше најинтензивниот период, така. Каков беше вашиот ангажман таму? Нашиот ангажман беше, водевме радиоемисија заедно со Јово Упески, се викаше Чашитлама програма. Отворена програма буквално за сите, буквално правевме муабет за све. Јово беше задолжен нормално за женскиот дел од публиката, а јас опфаќав и пошироки теми, да. Благодарам. Супер радио 25 години, четвртина век, честито, юбилејни 25 години. Многу ми е мило што работев со сите вас. Најдобри сте, најдобри сме. Голем поздрав од Чикаго. Голем поздрав од Америка до прекрасен Охрид и наравно Супер радио, поздрав. Честито, дечки, да се множат уште 100 вакви да славите. Поздрав. Што и да правите, направете говоритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. Во моментов испорачуваме собствена програма која создава врвна екипа од презентери, диџеи, новинари, спикери и надворешни соработници кои остваруваат 24-часовна програма која е прилагодена кон идеалната публика и се остварува на најсовремена опрема, што резултира со одличен, лесно препознатлив и моќен стил кој допира до слушателите. Главното on-air студио на Супер радио се наоѓа во центарот на градот, во сопствени простории, каде се креира комплетната програма. Од неодамна, студискиот дел на програмата на радиото е комплетно дигитален, што придонесе да имаме подобар и поквалитетен звук, во комбинација со дигиталните пораки и информации за програмата, кои се испраќаат преку РДС системот. Јас сум Јуксел Вајт, Супер радио е дел од мене. Значи, тука сум од првите денови, со прекини, ден денеска функционирам тука со мои емисии, музики и така натака. Кога беше почетокот, кога прв пат стапнавте во Супер радио? Почетокот баш кога почна 92 година, јас бев меѓу првите техничари со Стефан Димовски, цела екипа тука што беше од првите денови, значи тука сум во Супер радио. Што е многу вакви юбилеи за вакво радио, што е најпрогресивно нашите простори и најдобро, нормално. Како вие го доживувате Супер радио? Јас сум DJ Face и Супер радио го доживувам како една фамилија, како едно професионално радио во кое што и јас се усовршив како човек и како DJ со мојата професија. Во кој период бевте дел од Супер радио? Имав своја емисија Hip Hop Don't Stop и то беше во периодот 2011-12 година. Уште долги години да славите и да славиме вака заедно сите. Здраво! По повод 25 годишнината на најслушаното Супер радио, чест и гордост ми е да кажам дека бев дел од тимот на Супер радио, кој ви пренесуваше позитивни вибрации и одлична забава. Имавме супер соработка и одлично дружење. Многу спомени со луѓе кои за секогаш ќе останат во моето срце. Супер радио, среќен 25-ти роден ден, биете ми живи, здрави и успешни. Поздрав од Германија, респект од DJ Гере. Srećen rođendan Super Radio. 25 godini. 25 godini. Where the music is pleasure and the pleasure is all yours for the next 25 years. Pozdrav od Holandija. Na zdravije. Што и да правите, направете говоритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид.
1616 на Супер радио. Исклучително големо внимание посветуваме и на информативниот дел од нашата програма. До слушателите испорачуваме кратки локални вести во 7, 10, 12, 14 и 15 часот. Вестите се 100% од локален карактер и ги третираат само проблемите што ја засегаат заедницата. Информативната програма зрачи со сопствен и препознатлив стил на вестите, кои се лесни за примање, со што не се одделуваат од општиот впечаток за една модерна и динамична радиостаница. Здраво, јас сум Сонја Рилковска, дописник на Канал 5 од Охрид. Прво би сакала да го честитам овој голем јубилеј, 25 години постоење на Супер радио. Честитки им посакувам да слават не само децени, туку и векови. Супер радио, според мене, е бренд на градот Охрид, бренд на медиумскиот пазар, докажано како најслушано, најпрофесионално радио во кое што се обработуваат не само забавни емисии, многу убава музика, туку и теми кои што ги засегаат сите граѓани. Им честитам и им посакувам уште долги години успеси на целиот тим, не само на Сашо Митан како собственик, туку и на целиот тим кој стои зад него. Јас сум Љупчо Таневски од Охрид 1. Супер радио го слушам од кога е отворено. Негде бев јас 6-то оделение основно во основна школа и го слушам до ден денешен. Мојот ден почнува со Супер радио. Јас кога ќе станам рано, отприлика помеѓу 6 и 7, уклучувам компјутер, почнам да читам портали и на стримот си слушам Супер радио. Супер радио го доживувам како едно урбано радио на градот Охрид, најурбан медиум, да речам, во градот Охрид. Медиум кој што негува собствен дух охридски, ама уникатен собствен. И морам да признам дека Супер радио е медиум кој што не искомерцијализира политички својата програма и остана надвор од ова голема комерцијализација на информативните програми на медиумите, која што е факт и ја има на сите страни. Ви посакувам уште многу јубилеи и посакувам Супер радио, сите во Супер радио, Сашо Митановски и екипата и ние сите да прославиме и златен јубилеј на вашето радио 50 години. Здраво, јас сум Александар Масевски. Го честитам 25-тиот роден ден на Супер радио од Охрид, кој е за нас музичарите, продуценти, композитори, артисти и прогресивните слушатели, значи прозорец кон светската и домашната музичка сцена избиднување. Се надевам дека и во наредниве 25 години, па и повеќе, ќе промовирате добра странска и домашна музика. И ви посакувам се најдобро, да сте ми живи и здрави. Поздрав! Што и да правите, направете го ритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид. Супер радио веќе подолг временски период е вистински лидер во регионот и во маркетиншкиот и продукцијскиот дел. Покрај собствените авторски радиоемисии, продукцијата на радиоелементи, джинглови, авторски песни и продукција, започнавме и со креирање на видеоматеријали и видеопроекти. Оние кои најсилно одекнаа во јавноста се секако талент шоуто Охрид Суперстар, проектот Досие Охрид, потоа Охрид во 10, сите направени оваа година, која е славеничка за нас и во која го славиме роденденот 365 дена. Огромен дел од нашите активности се и промотивните акции кои ги правиме со најголемите локални и државни компании, а во кои имаме многу донации, многу вредни награди, внесовме многу ведрина и насмевки, онаму каде што ги немаше или беа подзаборавени. Токму овој дел од радиото ќе се развива најбрзо во иднина и за скоро време ќе ве изненадиме со многу интересни радио и видео проекти.
Јас сум Владимир Тодоровски и сум представник од групата The Passengers. Супер радио пред се го одржуваме многу блиску, затоа што имаме многу успешни проекти. Меѓу Охрид Суперстар, како што не беше пред се. И ни е драго што не повикавте на овој ден да бидиме со вас и ви посакуваме уште многу јубилејни години да славиме заедно. Здраво на сите, јас сум Лејла Гогова и навистина сум среќен што сум денес овде, затоа што Супер радио е дел од моето постоење, дел од она што сум јас денес. И навистина сум среќна поради овај јубилеј, затоа што не е лесно во овие услови да се опстане цели 25 години во етерот и се уште да се биде најдобар. Искрено и од срце го честитам јубилејот на Супер радио. На Сашо и на целата екипа, значи на Супер радио. Во кој период бевте дел од Супер радио, ако ве навратиме на назад? Веројатно на самиот почеток, значи од основањето во раните 90-ти години, мислам некаде 93-та година, кога што тогашниот тим на Супер радио ме повика и јас конкретно работев емисија која што беше посветена на убавината. Почитувани пријатели, срдечен поздрав. Јас сум Драган Босодоче Костиќ, човек кој е еден од оние кои навистина знаат колку е долг патот, тежок, макотрпен во изборот во професијата радиодифузерство, радиопрограмирање, радио. Кога сте ги изминале овие 25 години, сте си кажале на крајот на краиштата, сигурен сум и не беше толку тешко. Иако сте минале сили и харибди на патот од почетокот, од стартот до целта. Многу забавно можеби, многу и тешко, многу маки, многу начини на кои што сте го барале најдобриот за да стасете до посакуваната цел. Изминавте 25 години и пред вас сега наедна се поставува нова цел, која можеби не е толку тешка и далечна како што беше првата. Знаете дека сте воспоставиле темел на зградата, сте изградиле, сте ги поставиле основите врз која ќе ја градите и натаму во наредниот период. Но бидете среќни и сигурни, затоа што знаете дека откако сте изградиле зградата, сте ги поставиле темелите, сте ги изградиле зидовите за некоја наредна генерација да го постави покривот, да ја бојадисува и да го избере интериерот. Вие своето сте го завршиле. Не до крај, имате уште обврски и се надевам дека ќе ги правите на исти начин успешно како и досега. Да знаете, среќен сум од срце, бидејќи знам дека постојат во оваа наша мала, убава земја луѓе кои во радиодифузерството и радиото одбележуваат 25 години. Нека ви се честити и ви посакувам најмалку уште до бесконечност да одбележувате вакви јубилеи. Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид. Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид. Опремата на која се создава програмата е врвна, условите за работа одлични, но сепак опремата, условите или било што од материјален аспект не е она што Супер радио е на вистина. Радиото успеа да го изгради својот препознатлив идентитет преку трудот и визијата на оние стотина млади луѓе кои во изминативе години напишаа по некоја страница од нашата приказна. Супер радио се сите тие, а особено оние 20 млади луѓе кои се сега во радиото и секојдневно создаваат динамична и атрактивна 24-часовна програма. Тие се она вистинското Супер радио и менаџерскиот тим токму ними ја оддава комплетната заслуга. Супер радио никогаш нема да биде доволно супер без Јане, Тони, Жанко, Александра, Реџо, Даниела, Даниел, Јуксел, Ванчо, Радмила и сите други кои се трудат магијата да не изгасне. Happy birthday! Јас, Радмила Краљевска, го доживувам Супер радио како дома. Тука сум од почетоците на Супер радио, уште од старата локација, одевме таму, гледавме првите емисии како се снимаат, имавме среќа да бидеме дел од Охрид доброто јутро од 98-та и имаме страшно голема среќа да можеме се уште заеднички да создаваме Супер радио клабинг. Среќен роден ден, Супер радио!
Јас сум диџеј на Стеделукс со емисијата Music for the Soul. Пуштам Deep House и Vocal Deep House на емисија. За мене е Супер радио Охрид најдобра радиоштација во регија и во Охрид. И многу ми е мило да имам емисија во радиото. Happy birthday, Супер радио, среќен роден ден, alles Gute zum Geburtstag. Да се обстои во медиумскиот бизнис 25 години, тоа значи само една работа, квалитет. А за да постигнеш квалитет, пред се треба да го имаш и да го градиш и да го наметнеш човечкото, собственото достоинство и се разбира она што е неизбежно професионалното достоинство. Кога ми текнува на Супер радио, ми текнува токму на тој збор квалитет и се тоа што го наведов предходно. Бевме една преубава екипа, и мене ми е стварно гордост и чест што бев дел од ова радио и секогаш со кејф си го спомнувам кога зборувам и ми стои во CV-то се разбира со големи букви напишано. Јас се надевам дека никого нема да заборавам, почнувајќи од Митан се разбира, Тони Џомба, Жанко Зашголабовски, Јане, Боби Илиевски, Горан Момировски, Бате Момир, Светле, и се разбира огромна почит и сеќавање за диџеј Бруце и за диџеј Пантер. Никогаш нема да ги заборавиме, се разбира. Бевме една најубава екипа, полна со лудори, со шеги, со дружење, ама се знаеше кога се работи и тука таа приказна завршуваше. Пак се навраќам на квалитетот што беше наметнат во радиото. Кога се работеше, а кога се шегувавме и се дружевме. Во секој случај многу убави спомени и би сакала ете некој ден пак да може сите заедно така да се собереме, додадеме почит на тие што не се веќе меѓу нас, а ние да се потсетиме на некои убави работи и секако да се останеме еден за друг за било каква потреба, помош, па и за обична дружба. Во таа смисла уште еднаш ја би сакала искрено и од се срце на Супер радио да им го честитам 25-тиот роден ден и секако да им посакам уште 5 пати по 25 години. Јас сум Искра Опетческа, Супер радио, среќен 25-ти роден ден. Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид. За сето време едуциравме, забавувавме и бевме вистински саундтрак на вашиот живот. Супер радио е секогаш тука, ваш ненаметлив пријател, кој ќе ве потсети на омилената песна, на омилените настани во вашиот живот, затоа што нели, првите не се забораваат никогаш. Јас сум Ведот Абдиевски. Бев учесник во ова радио од 2000 до 2006 година со емисијата Smooth Moment, со која емисија одеше музиката на смут джезот. Така да одеше еднушка неделно и со една реприза исто во таа недела на истата емисија. Сакам да пратам честитки до Супер радио за јубилеот од 25 години, посакувајќи уште многу јубилеи. Поздрав до сите слушатели и да се гледаме, да се слушаме повторно. 25 години, 25 години квалитетна музика, 25 години големи организации и случувања, 25 години најслушано радио. Супер радио ти посакам уште многу големи успеси, никош нема да заборавам. Јас кога бев дел од таа екипа, кога со Јане водевме заедно емисијата Ефтини приказни, само бевме толку први што ќе го дигнеме цело радио во воздух и тогаш Саше рече ти и Јане веќе заедно никогаш. Така да отпосле ја водев емисијата Аларм, таму научив многу работи кај што не можев на друго место да ги научам, а тоа е пред се за еден водител дикција. Добро искуство, големи луѓе, многу добри пријатели, ги посакам уште многу години успешна кариера и се надам дека ова ќе биде само еден мал жар на еден голем огнометар, да кажеме тоа што ќе се случува понатаму. Јас сум Мартин Милове, сакам Супер радио. Продолжете и понатаму. Што и да правите, направете го Ритам. Супер радио. 25 години во Ритам со Охрид.
Годините поминуваат, се менуваат многу работи, но сепак, она што за нас ќе остане за секогаш е споменот на двајца млади наши колеги и пријатели, DJ Panther и DJ Bruce, кои за жал повеќе не се со нас. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Somebody tell me why. One bad morning when this life is over, I know I'll see your face. Every night I pray, every step I take, every move I make, every single day, every night I pray. Every day that passes is a day that I get closer to seeing you again. We miss you, babe, and we won't stop, cause we can't stop. That's right. We miss you, babe. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. I'll be missing you. Што и да правите, направете го во ритам. Супер радио. 25 години во ритам со Охрид.
Ви благодариме за довербата. Ние само што се загреавме и верувајте дека сме подготвени за многу заеднички приказни со вас. Ваше Супер радио, 25 години во ритам со Охрид.